Речното корито на река Брегалница кај местноста Лџеј во Новосело се санира. Веќе неколку дена машините интензивно го расчистуваат овој дел од Брегалница, каде се работи на проширување на коритото, бидејќи поради последните поплави има големи наноси на песок. Со уредувањето на каскадата на водоводната мрежа ќе се реши и проблемот со водата за пиење. И работиме на санирање на каскадата на главниот цевковод кој што ги врзува бунарите од локалитетот на Арама за водоснабдување на градот. Тука се работи за еден главен цевковод со некаде околу 60 до 80 литри во секунда, кој што ние мораме да го санираме за во наредниот период да имаме безбедно вода за пиење. Жителите кои живеат веднаш до река Брегалница имале проблеми со поплави во нивните домови, но сега со расчистувањето и санацијата на коритото, повеќе не би требало да ги доведе до иста ситуација. Па види, ја таму живеам ептен до реката и сега вие 2 години ми поплавува. Бидејќи тука направија се насипи. Наместо реката да се биде у своето корито, они насипаа насипи огромни и реката бега на таа страна. Сите куќи од оваа првата до доле пока реката ги поплавува. Пред 2 години, 13-та година кога не поплави, уште се сушат зидишта, мокро, мерише. А сега со чистењето на реката мислиме дека ќе се подобре. Се прошира коритото малку, а би требало и од оваа страна да се малку одземе. Сепак реката си го најде своето место. Не сум имал проблеми за поплава, а меѓутоа се што се прави се е убаво. Ако се изчисти и овај дел и доле, ако се изчисти реката, сепак ќе се исправи коритото малку од малку. Само има многу нараснати дрва, шума, тоа треба да се ископа, да се канализира надвор реката и ќе биде добро. Граѓаните се пожалија дека проблем е и тоа што куќите се изградени пониско од колекторот. Тука од мостот надоле 5 канализации течат директно во реката. Не се уклучени у колекторот, бидејќи куќите се пониско од колекторот и не се презима нешто да се најде некој модел према мене да се соберат сите и таму после насипата да се отпушта, ако во колектора не може. Тоа ужасно смрде навечер. Поготово сега кога реката е мала, они се површински веќе. И тоа ужас, смрде, надвор течат. А риба се лове, продават риба, ловат риба у каналите тука и плюс тоа крстот, честниот крст го фрлат. Во колекторот тече на средината фекалии, пукнатија. Техничкиот директор на јавното предпријатие ИСАР Игно Иванов изјави дека тие и максимално ќе работат на целосно санирање на речното корито, а со тоа ќе се решат повеќе пречки кои влијаат на населението. Со расчистувањето на самата река ќе продолжиме низ целиот град, ќе дојде до отстранување на некои дрва кои што се наоѓаат во самото речно корито и кои што можат да представуваат проблем во иднина ако дојде поголема количина на вода, а инаку ќе продолжиме се до 4 километар со намера, се со цел да ги заштитиме и оние ниви на луѓето кои што ги обработуваат во овој дел од градот. Инаку пред извесен период се работеше на коритото кај градскиот базен, каде се направи поголем насип на песок за подобар проток на самата вода.